За време на летниот распуст интензивно се работеше на реновирање на училишните згради во 12 средни училишта во Скопје. Михајло Пупин, Владо Тасевски, Никола Карев, Здравко Цветковски, Димитар Влахов, браќа Миладиновци, Арсени Јовков, Панче Арсовски, Зефлјуш Марку, Раде Јовчевски, Корчагин, Георги Димитров и Орце Николов се училиштата кои беа опфатени во овој проект со цел подобрување на условите за работа на вработените и учениците. Денеска сме во средното училиште Арсени Јовков, најголемото средно училиште во Република Македонија, мултиетничко, кое што има околу 2.500 ученици. Во ова средно училиште ќе има замена на кровната конструкција во површина од 2000 метри квадратни. Исто така ќе има реконструкција на 7 санитарни јазли и исто така ќе има замена на, минатата година во ова училиште беа заменети врати и прозорци во вредност од 6 милиони денари, а оваа година за замена на крововите и за санитарните јазли вредноста на инвестицијата ќе биде 12 милиони денари. Со ова градот Скопје сака да ги подобри условите во кои што работат и учат нашите ученици. Сигурно дека оваа инвестиција не е целосна, не е доволна. Следната година ќе продолжиме со инвестирањето во подобрувањето на условите во нашите средни училишта. Директорката на средното училиште Арсени Јовков, Аспровска Јованка, изрази голема благодарност до градоначалникот Трајановски за поддршката на ова најголемо училиште во Македонија. Значи веќе 2 години интензивно се инвестира во нашето училиште. Кога и да побараме помош, значи дали е материјална или било каква помош, значи секогаш е расположен. Често пати е присутен тука во училиштето. Минатата година беа направени атлетски патеки, значи први мини атлетски терени во Македонија, кои што ги користиме, може и да ги видите позади се. Значи тоа беше голема и убава инвестиција. Исто така беа заменети прозорите, како што кажа градоначалникот, во вредност од 6 милиони денари. И сега со реконструкција на санитарните чворови, нашите ученици значи ќе добијат можност за едно поквалитетно образование во нашето училиште. За реализација на овој проект градот издвои околу 1 милион евра.